Познатиот доктор Александар Петличковски алармира. Секој што ја примил вакцината против ковид е изложен на смртоносна опасност. Лекари од целиот свет почнуваат да откриваат застрашувачката вистина за несаканите ефекти, што досега беа вешто прикривани. Особено ранливи се постарите луѓе. Слушнете што вели самиот доктор. Неговите зборови ќе ве потресат. Во текот на агресивниот бран на присилна вакцинација, поттикнат од масивна пропаганда и намерно прикривање на фактите, во почетокот на 2022 година, во Македонија интервалот помеѓу дозите беше скратен од 5 на само 3 месеци. Министерството за здравство тврдеше дека тоа ќе спаси повеќе животи, но вистината беше поинаква. Започна вистинска катастрофа. Уште тогаш добивав алармантни информации за страшните последици од тона такава вакцина, кои досега беа премолчувани. Еден од најшокантните примери е судскиот патолог Елена Стојковска. Во интервју открива застрашувачка вистина. Од 2021 година наваму, во телата на починатите, главно вакцинирани, почнала да наоѓа чудни гумасти згустоци. Личеле на долги бели црви извртени во вените. Сето тоа го документирала со фотографии кои требаше да го обиколат светот, но беа внимателно цензурирани. Речиси сите тела со овие формации починале од инфаркти, мозочни удари или ненадејна срцева смрт. При отворање на телата од артериите и вените излегувале еластични цврсти влакна. Однадвор црвени, а внатрешно бели и тврде како пластика. Тоа не се обични тромби, тоа е нешто што не сме го виделе досега. Докторката нагласува, нормалните тромби се распаѓаат при допир. Овие не се кршат, не се гмечат, не се кинат. Набргу почнала да добива потврди од колеги низ целиот свет и тие наидувале на слични наоди. И најстрашното, фреквенцијата на овие случаи пораснала од 50% на шокантни 80%. Елена Стојковска е убедена. Поврзаноста со вакцинацијата е очигледна. Таа е една од ретките што се осмелила да проговори. Останатите молчат, се плашат или пак земаат пари за своето молчење. Но ова не е изолиран случај. Веќе 4-та година поред Елена Стојковска продолжува да ги регистрира овие фиброзни формации. И ниту еден медиум не зборува за тоа. Ниеден. Ова глобално молчење е злосторство против човештвото. На луѓето им беше сервирана лага, а во реалноста милиони се жртви на монструозен експеримент што носи огромни профити за фармацевтската индустрија.